Почитувани, добар ден. Уште едно ново издание на Црвена линија во кое што верувам ќе земете огромно учество. Македонците се уште се први по барање и добивање бугарско државјанство. Лани 2022 година 1992 македонци се здобиле со бугарско државјанство. Во 2021 7696, а во 2020 година 9098. Кај нас на пописот во 2021 година како бугари се изјасниле само 3504 македонски граѓани. Од една страна викаме нема бугари во Македонија, а се повеќе македонски граѓани се одрекнуваат од корените на предците и стануваат бугари. Во право ли е барањето на првиот човек на бугарското Министерство за надворешни работи, техничкиот министер Николај Милков, кој побара Бугарија да помогне и да биде вклучена во процесот на подготовката на уставните измени? Тоа на што ве прашуваме денес во Црвена линија, а секако ќе ве прашаме и дали ова мешање во внатрешните работи или сметате дека е грижа за своите државјани во соседството. Како да, ова е прашањето кое што ќе ве пресретне на Инстаграм стори, но за тоа треба секако и да не заследите на Инстаграм профилот на Црвена линија и да кликнете на Инстаграм стори. А како изгледаме таму, ќе ви покажам сега и се разбира, имате две опции за одговор. Значи, дали ова мешање во внатрешните работи или грижа за своите државјани во соседството, тоа ве прашува денес Црвена линија. Имате две опции за одговор под А, мешање во внатрешните работи, под Б, грижа за своите државјани во соседството. Резултатите ги објавуваме по рекламите во секој издание на Црвена линија, а тука, меѓу другото, ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Црвена линија Facebook профилот. Таму да лајкнувате, шернувате и коментирате, и се ова можете да го направите секако и на профилот на Телма телевизија, каде меѓу другото ги објавуваме нашите теми. И кога веќе нормално во меѓувреме ве очекуваме да се јавите на 023070005, секако ќе ве потсетам, доколку пред се сакате да сте брзо, добро и квалитетно информирани, telma.com.mk и топло препорачуваме во однос на темава да се задржите на следниот наслов. Насловот е: за 13 години бројот на македонски граѓани кои зеле бугарски пасоши се искачил на 84.786. Македонците со намален интерес, но се уште први на списокот на баратели на бугарски пасош. Многу повеќе се разбира на telma.com.mk, а сега е време да ве слушнеме вас. Па да видиме што ќе одговори првиот гледаш во Црвена линија. Добар ден. Ајде, добар ден, Тике. Секој е добро. Па кој ќе биде одговорот? Како? Кој ќе биде вашиот одговор на нашето прашање? На првото реков да. На првото да и сега може да зборим. Да, ве слушаме. Па, прашање е едно. Пази, кој збориме за мешање во внатрешни работи. За мешање во внатрешни работи е Министерството за внатрешни работи. Како дозволи да се делят бугарски пасоши, а без да знае Министерството за внатрешни работи? Нешто ми е сомнително. Да не учествуваше Министерството за внатрешни работи под покровителство на овој, како се вика, Гуливер од Куманово. Зошто? Зашто ние сите не сме од Крива Паланка. Ја Савајлево кој слушам на вестите, дека сообраќајката во Италија, кој ги издал пасошот, тој, баш тој Гуливер Спасовски, се од македонска. Црвена линија, ве молам презимиња, имиња, навредливи зборови, саркастични нели коментари, толкување на имињата на оние за кои што зборувате и секако говор на омраза, Црвената линија се активира.
Имено, еве, ќе подсетиме она за што дискутираме денес во Црвена линија. Всушност имаме и прашање конкретно до сите вас. Што сметате вие? Во право ли е барањето пред се на првиот човек на Бугарското министерство за надворешни работи, техничкиот министер Николај Милков, кој побара Бугарија да помогне да биде вклучена во процесот на подготовката на уставните измени? Што сметате вие и како го коментирате тоа што македонците се уште се први по барање добивање бугарско државјанство? Сметате ли дека ова мешање во внатрешните работи или е грижа за всушност своите државјани во соседството? Добар ден. Да, добар ден. Па еве, кои ќе бидат вашите одговори на нашите прашања? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Прво, ова прашање е многу оскакливо, затоа што министерот на външни работи технички на Бугарија нема право да се меша во внатрешните работи на една држава. Ние сме држава, самостојна, суверена држава. И тоа може да се го решава таму во неговата држава. Кај нас не може да решава нити дипломатски работи, нити уставни работи, нити било што. Прво, да му одговара на тој претходник кој што кажа дека Оливер Спасовски бил учесник за давање на пасошите. Не. Овде нашите граѓани на Република Северна Македонија добиваат економски пасоши, додаат из Европа да работат. А никој не ги брка, никој не ги тера да ги пишуваат своите фамилии дека имале бугарско потекло. Од таа позиција во Македонија знаеме дека преку 80.000 има издадено пасоши бугарски и за тоа бугарите на некој начин прават со нас она што прават. Затоа јас би му порачал на сите македонци, нека се македонци и Европа нека ја донесат во Македонија за да не одаат во другите држави. И благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Веќе слушнавте какви излагања има првите гледачи. Секако продолжуваме понатаму и веруваме дека ќе ги добиеме токму одговорите од вас. Кој е вашето мислење? Дали сметате дека е во право и техничкиот министер за надворешни работи Николај Милков и всушност неговото барање да Бугарија помогне и биде вклучена во процесот на подготовката за уставните измени? Добар ден. Дали се слушаме Црвена линија? Јас се слушам, вие? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Вака сега, за да одговорам на овие две прашања, индиректно ќе објаснам ситуацијата колку може во ова минута и пол. Видете, не е во ред да се меша во внатрешни работи, но тие си имаат список на наши државјани кои што имаат државјанство бугарско, кое што го добиваат на начин што е прописен. Значи поднесуваат барање заверено на нотар дека се бугари, досад документи од 41 до 45 дека нивните предци се бугари и се запишани во избирачкиот список на Бугарија. Кој ни е сега наш виновен? Ме разбирате? И што е сега проблемот со уставот? Јас мислам дека нашиот проблем е во тоа што ние сега, ако ги ставиме бугарите во уставот, тие сосема ќе здигнат глава, веќе ќе бидат начисто. Нема зошто да се кријат. Ќе каже, јас сум бугарин и ќе излеза 100.000. Тоа е тактиката на Бугарија, која што се откажа од сите барања за влез наш во Европска унија, ама ова е на еден многу вака перфиден начин, ќе си ги постигне своите цели. А ние да не се удираме во гради дека сме патриоти, ако сум патриот ќе јадам леп и сол, така викам, и ќе стојам во Македонија ќе седам. А не заради економски причини. Извинете, ама тој попаметниот го злоупотреби тоа, и ќе си го користи и понатаму. А ние упорно ќе си тврдиме дека во Македонија има многу македонци. Благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Баш убаво прашање. Јас сум по националност Бугарин. На попису се пише Бугарин. Тоа е факт. Тоа е моје право, демократско. Како секој граѓанин на Република Македонија.
Дали Македонија е свесна која призна првата држава на Балканот? Република Бугарија. Бугарите не се спорни за македонците. Тоа е факт. Тоа сме факт и сме браќа. Да. Нема што да се лутиме. Тоа е нормално. Може бугарите да викат дека сме бугари, македонците може да викат дека бугарите се македонци. Тоа е факт. А јас сме браќа. А 100.000 пасоши има бугарски, тоа е факт. Нема бегање од истината. А дали некој ќе ме праша мене, кај ја на 2001 бев на ратот, дали бев бугари или македонец? Од Кавадец се јавон. Никој не ме праша. Дали сум на улица? Никој не ме праша. А цела фамилија ми е борачка. Госпоđo, ја немам бугарски пасош, немам бугарска лична карта. На попис сум бугарин пишан. Тоа е факт, нема бегање. Али ваква Македонија не ти треба и тебе, ни мене, ни општо, ни на граѓаните. Ке посетам само внимавајте на таймерот 90 секунди е време трењето и секако ќе ви се заблагодариме за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Поздрав до вас, поздрав. Поздрав големи до вас, секако. И до сите гледачи на Телма телевизија. Редовен гледач на Телма. Значи, ова прашање не е прв пат поставувано на вашава емисија. Пред известен период мислам дека бугарите излегува дека имат 150.000 издадени пасоши на македонски државјани, па сега негде се околу 80.000. Како што кажа претходен гледач, јас се сложувам со него, дека за да добијат бугарски пасош мора да дадат изјава на нотар, заверена, каде што кажуваат дека се осеќаат како бугари и дека нивните предци, дедовци, баби и така натаму и тие биле бугари. Значи не само тие што се кажуваат дека се бугари, него и цело нивно поколение. Значи јас лично сум бил заинтересиран за таков пасош. Кога ми кажа дека треба да потпишам таква изјава, значи кажав дека не ми треба таков пасош. Сега, за да биде малце Македонија појасно и поначисто, може да донесат закон, како што има полно држави, не мора да има граѓаните 2 пасоши или 3, може да имаат само еден пасош. Или да се откажат од бугарскиот, или од македонскиот. Така да, многу лесно и едноставно и тоа може да се случи. Така да, поздрав. Така, благодарам многу, голем поздрав секако и до вас и продолжете да не следите. Во продолжение пред да вклучиме гледач, повторно ќе ве навратам и задолжително ќе препорачам да се кликне на telma.com.mk. Ова е еден наслов, вест од 6 месецов, каде што Пендаровски всушност го нарече скандалозно барањето на Софија. На 4 дена, тоа е објавено на 6 април, пред крајниот рок за составување на работна група, што ќе ги подпишува уставните измени, известно е дека ВМРО, ДПМН и Левица нема да учествуваат во неа. Но зошто посочуваме да ја прочитате оваа вест? Председателот Пендаровски го нарече скандалозно барањето на Софија да биде вклучена во менувањето на македонскиот устав, бидејќи тоа е внатрешно прашање за кое одлучува собранието. Па еве, како го коментирате вие лично, дали барањето на првиот човек на бугарското Министерство за надворешни работи Бугарија да биде вклучена во процесот на подготовката на уставните измени е правилно и е буквално мешање или пак едноставно само грижа за своите државјани во соседството? Добар ден. Добар ден, Тина, ве слушам одлично. Драго ми и ние вас, па повелете. Поздрав до тебе и до техничарите кои реализираат оваа програма, оваа емисија. Прво да ви кажам дека правам голема разлика помеѓу бугарските политичари и бугарскиот народ. Затоа што има
голема разлика во мислењето на едните и на другите. Посебно на овој технички министер, како го викаат, не е ни важно, него ни запамтите да ви Милков. кажа право. И тоа е чисто политиканство. Да, не е политика, туку е политиканство. Да кажеш нешто, во ред е, меѓутоа тоа треба да биде издржано. Што бара тој? Да се вклучи во наша комисија, во работење на наша комисија. Па кој е тој? Може да има меѓународни комисии, па тогаш да, ама ова во внатрешните работи да се меша, убаво го кажа председател Пентаровски, не сакам да губам време на тоа. Мислам дека ако се он грижи за бугарите во Македонија, во ред е, ама тоа треба на друг начин, не на овој начин. Ова е катастрофално однесување. Јас мислам дека тие во иднина треба да работат на добро соседските односи. Она што го сака бугарскиот народ и македонскиот народ. Ние ги почитуваме тука бугарите колку се, толку се, 3000, 3500, во секој случај мислењето на народот е друго. Ќе мора уште еднаш да подсетам за сите вас кои што понатаму ќе се вклучувате, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време трењето, а вие кои што еве може би сметате дека не се доискажавте, си како отворени сме, дури имаме отворени 5 линии, така да во текот на ова издание можете повторно да се вклучите и да добиете нови 90 секунди. Секако продолжуваме со вас да слушнеме кои се одговорите. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ајде да прашам за бугарскиот пасош, зашто де прашањите само поставени. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ме слушате, де прашањите само поставите ми ги. Еве, дали барањето на Бугарското министерство за надворешни работи да Бугарија помогне и учествува во процесот на подготовката на уставните измени е мешање според вас во внатрешните работи или едноставно Бугарија се грижи за... Само да прашам нешто. Може ли? Треба одговори да ни дадете. Сите што се јавуваат против Бугарија што са. Тие са сите по оше и тие да имат пензија. И не ги срам, и внуци, и керки, сега се у министерството горе. Тие што земал бугарски пасош, земал од баки, не од воа. Ја имам бугарски пасош. Добро, ве слушаме, продолжете. Најверојатно гледачот се исклучи. Како и да останете секако на линија 90 секунди и веќе подсетам уште еднаш, внимателно само во изборот на зборовите, црвената линија секогаш се активира доколку се користат навредливи, погрдни зборови, зборови кои што алудират на насилство, говор на омраза и секако недопустливо е нели да бидеме саркастични и цинични и да ги извитоперуваме имињата и најпожелно е да не се спомнуваат имиња. Како и да е, она што сакаме да слушнеме од вас е дали сметате дека барањето на Бугарското министерство за надворешни работи, Бугарија да биде вклучена во процесот на подготовката, односно на подготовката на уставните измени е буквално мешање во внатрешните работи на земјава или пак само потреба Бугарија да се погрижи за своите државјани во земјава. Што мислите вие? Верувам дека ќе дознаеме понатаму во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој добро. Ви благодарам и ве поздравувам. Што се однесува до Република Македонија, соседите Бугарија, бугарскиот министер за надворешни работи дека знае дека сме ние независна држава. И нема што да бара мешање во внатрешната политика на Република Македонија. Ние знаејќи што сакаат они да постигнат и знаејќи што е непријател како сосед,
да му кажам и на овој претходниот кој што земал пасош од економски причини за да иде у странство, не да биде државјанин на Бугарија. Сите овие кои што земале пасоши, земале од економски причини и земале пасоши, а не да станат жители на Република Бугарија, македонските државјани. Меѓутоа, тоа е таа политика која што не треба, убаво кажа господин Пендаровски, нашиот председател, ни најмалце не ни е потребно помош на таква политика од страна на бугарскиот министер за надворешни работи. Нека си ги решаваат тие своите проблеми, имаат 5 години, 5 мандати, не можат владата да оформат. Таму си имаат проблеми, нека ги решаваат. Ние ќе си ги решаваме за нивните 6.000, 30.000, дали биле 3.000 државјани, знаеме што е демократија. Поголема демократија има Република Македонија, него соседна Бугарија. Така да ние треба да се згрижиме за нашите македонски државјани кои што се во Бугарија. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Продолжуваме понатаму. До сега слушнавте многу размислување и одговори на нашите прашања. Секако продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Во црвена линија сте. Сакам да кажам за човечниот министр што кажа да учествува во нашата држава за метување на бугарите во Уставот. Тоа е најголемата глупост што може да ја каже политичар. Јас потпуно се слагам со овие што кажуваат сега пред малце со тие гледачи дека нашите сите што желе бугарски пасоши желе економски, желе со принуда да одаа во странство. А бугарите со тоа добро ги владее, што му веле мора да кажеш дека си ти бугарин, а ќе опредаш иницијата, па ти дадат пасош и му дава по брза постапка. Ние имаме тој бугарин што кажуваше дека зел бугарски пасош, тој треба тоа да го каже дека тие од присила под уцена ги тера каде се бугарин или тој биле бугари кажи од таму не знам од кога, од време на турско, па ти да добиеш одно пасоше. Тоа е чиста изнома. Тоа сето се случува затоа што ние сме влезени во Европска унија, уште не сме достигнати тие верности што ги има Европска унија. Тоа е нашите граѓани сами ги открува за себе, нема да бара некој да го ценува и да речи ти си ова или она. Друго прашање не ние, како обршка, ние треба да ги вметниме овие бугари, што се домашни бугари, така речено што се тикали, ако бугарите ги вметниме во Уставот, за да можеме да го достигнеме ова нивоа, што да не нашите граѓани, во иднина и младите, бара посегнува по други пасоши, па да одаа во странство со тоа. Благодарам и вам за јавувањето. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво, здраво. Па вака, ова мешање дали било? Не да е мешање, него основата е на јадењето, значи, ако сакаш да правиш компир манџа, фактички они сакаат да видат компирот у манџата или месото, така да не да е мешањето, е баш оно базичното. Тоа го сакаат они. А ние да бидеме, они не сакаат да бидеме ние зачини. Ништо да не бидеме ние. Нас да не нема у таа манџа. Да има све у таа манџа, зарзават од све и свашта, али да нема базата да нема. Базата они да бидат. Тоа е тоа во прашањето дали се мешат во внатрешните работи на оваа државище. Али тоа они не го прават, затоа што они се многу јаки праери и тие се бели во очите како нас и искрадуваат цела Бугарија, таму апаши такви како тој Бојко и компанија. И сега они ќе изиграат праери. Него не вчера што дојде тој Джеймс Рубин и тие таквите како него што доаѓаат во држава, тие се вистинскиот виновник и тоа со благослов. За една држава на Балканот они све ќе направат. Таа е јужниот комшија нас. Значи, само ради јужниот комшија некогаш да не се случи да го изгуби она парче што ни го зема кај Солун таму на Беломорското место, само ради тоа е све. Благодарам и вам за јавувањето. Ај сега малку ќе се префрлиме и на твитерџи, секако нема да ги пропуштиме во ова денешно издание, бидејќи и нивните твитови се ставови коментари на кои што може да се надоврзете и секако може би со некој од нив и да не се сложите. Почнуваме со Маре Ив,
кое што практично коментира на насловот на кој што е објавен на Дојче Веле на македонски. Во 2022 година близу 2000 македонци се стекнале со бугарски пасош. Мареев напишала: кога нема од каде, луѓето ќе си најдат начин, тоа е во ред. Лошото е што тоа некој го предвидел и се злоупотребува, но и тие се со намена, бидејќи не подсетуваат да не направиме тренд од вадење бугарски пасоши. Како да е, македонците се уште се први по барање и добивање бугарско државјанство, а еве како гледате на барањето на Бугарското министерство за надворешни работи, Бугарија да биде вклучена активно во процесот на подготовката на уставните измени. Тоа на што ве прашуваме во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. За бугарските пасоши може нешто да кажу. Ве слушам. Јас сам роден у Паланко, село Огут, може да ти кажам. Внук ми на сестра ми отиде у Софија, кај де ги ваде тие пасоши. Имале нас дедо ми, на дедо ми татко. Там смо у архиво. Све не има нас од Паланко. И како нема да видимо? Па по Бугарија да видимо, па да видимо овие албанците како Јан Сап, уствари, Јан Сап удари 10, како беше, Јан Сап удари 10 ке броја, или 10 удари 1 ке броја. Па да видимо што ќе биде, дали знамиње ќе закачав едно друго, све. Ало. Да, ве слушам, имате се уште време. Да. Па црвена линија не е бела. Ало. Црвена е, да, не е била, имате уште 25 секунди. Па и ве сметате ли дека е мешање во внатрешните работи? Ама ти ми имаш времето, Мари. Ти не да имаш времето. Ќе ви додадеме ако треба уште 2 секунди. Повелете. Још 2 секунди. Па тако е што. И што сакамо више? Не, снег да пада, не пада ни снег, ни киша, ништо. Добро, благодарам многу за јавувањето. Еве во продолжение оние кои што ќе се вклучат. 90 секунди, секако не правете поголеми паузи за да не ви оди времето и да нема потреба да ве потпрашуваме, бидејќи понекогаш се добива впечаток дека и можеби не слушате добро. Добар ден. Ало? Во Црвена линија сте. Тино, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Слушам коментари од ова. Од економски причини земале бугарски пасоши. Па како може од економски причини кога кај нотар заверуваат документи, со кои документи овде во Бугарија дека се бугари. Потеклото им е бугарско и сега кажуваме од економски причини. Како, мене не ми е јасно тоа. Како може така? Као прво, као второ, овој министер што е временски таму, тој можда има право, ако така мисли тој. Меѓутоа, мислам дека нема потреба да се меша во туѓа чорба. Чорбата ние ја правиме и ние ќе сркаме чорбата. А овие што земат бугарски пасоши, уште една жена, не е тоа од економски причини. Тие земаат пасоши заверени кај нотар. А дали од економски или од некои други причини, тоа е друго два. Тоа е мижи асадот и бам, што вика. А најповеќе пасоши бугарски има земано од нашите министри од 91-а формирањето на државата па навака. Зошто не ги обелодените тие министри, кои се тие? Од ВМРО нарочно. Бидете поздравени, имате убав ден. Убав ден имајте и сега го останете со Црвена линија и понатаму да не следите, за да слушнете што ќе кажат гледачите понатаму. Добар ден. Се слушаме, не? Да, повелете. Благодарам. Па вака, прво ќе кажам за превремениот министер во Бугарија, Милчовли, како се вика. Прво тој да го земе проблемот и значи на нашите македонци кои живеат во Бугарија се угнетени до даска, што се вика. Нека прво
го решат проблемот на нашите македонци во Бугарија, а после тоа нека побарат да се решава проблемот на бугарите во Македонија. Меѓутоа, нашите бугари, ќе речам овде, живеат како бубрек во лој во однос на нашите македонци кои живеат во Бугарија. Нашите немаат право да писнат, немаат право да формираат партија, немаат право да се регистрираат како друштво, немаат никакви права, апсолутно. Немаат право на македонско школо, немаат право на јазик, не смеат ни да зборуваат дури на својот мајчин јазик. Кое право го имаат нашите македонци да бараат надвор од тегна? Ние сме држава призната во Обединетите нации, со име, презиме, култура, историја и со сите, значи, што треба да ги имаме права, ги имаме признати од страна на Обединетите нации. Ја не знам дали тие размислуваат дека ние сме држава, не сме, што се вели, некој си измислен народ како што ни сака. Никогаш не сме биле бугари, ние никогаш нема да бидеме бугари. Нити па сакаме бугарите да бидат македонци. Секој на свое нека биде и нека се чувствува онака како што сака. Секој нека си ја гради својата култура, нека си ја гради својот јазик, нека си ги ужива правата на својата држава која што му дала услови, екзистенција и тој да екзистира во... Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Дојде време и за реклами. Повторно сте со Црвена линија, па ајде да видиме како одговорија на нашата денешна Инстаграм стори анкета Инстаграмџи. Тука уште еднаш ќе ве потсетам да не заследите и на Фейсбук и на Твитер и секако на Инстаграм. А денес на прашањето дали е ова мешање во внатрешните работи или грижа за своите државјани во соседството, под А мешање во внатрешните работи одговорија 76%. А под Б, грижа за своите државјани во соседството, одговорија 24%. А кога сме кај 100% задоволство и уште плюс освојување вредни награди, знаете што следи веднаш под Црвена линија. Тука секако сите оние кои што се вклучија во денешната дискусија, топло ги поканувам да останат на Телма телевизија и да преминат во димензијата наречена вредни награди. Помагаме се разбира, тука на крајот ќе соопштиме и прашања кои што секако ќе ви се случат во заврти на Телма. Која година капитулирала Италија во Втората светска војна, 1943 или 1945 година? Забележете го и ова прашање, во која група инструменти спаѓа клавирот, жичени или удирачки? Имаме и прашање какви зборови се јас, мене, тебе, она. Дури уште едно прашање ви откриваме како се вика апаратот за шмукување прав и главна награда од Елит кафе во петок. Па ајде, ве очекувам во заврти на Телма и секако да ги освоите сите награди.